Понеделник 24 март 2025. Добра вечер во дневникот на КТВ. Министерот за здравство доктор Арбен Таравари во денешната изјава за медиумите информираше дека вкупно 16 пациенти кои се лекуваат во државава денеска се испишуваат од болница и се упатуваат на домашно лекување. Во протоколот предвидовме минимум 72 часа за пациентите кои што се враќаат во државата. Значи да бидат најавени од болниците, практично очекуваме среда или четврток првите пациенти да се враќаат. Ќе имаме специјални екипи кои што ќе работат со овој протокол, ќе се придржуваат на информациите за состојбата на пациентот. Нормално ќе има специјална екипа која што ќе ги прифаќа, специјални возила што ќе ги пречекаат, ќе ги сместуваат во болниците. Првата тријажа ќе се направи во болницата од кај што е пуштен пациентот, па ќе бидат хоспитализирани во болници кај што треба. Генерално очекуваме и се надеваме 7 дене нула починати, нема ни еден од пациентите што ги испративме што има летален исход. Се надеваме така и да продолжи овие што се во критична состојба, дивната состојба да се подобрува во следните денови и да кажуваме само добри вести. Во македонските болници сите пациенти се во стабилна и добра состојба, дури да ве известам дека планираме 9 пациенти во понеделник да бидат испишани, нормално откако ќе им бидат направени сите токсиколошки, психолошки испитувања и да продолжуваат со домашно лекување. 5 покритични, потешки пациенти се надвор од државата. Има обид за злоупотреба на револтот на граѓаните. Ги поддржувам оние што својот гнев го изразуваат преку протест, но не и политичките глодачи за кои ова е шанса за поени, изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски. Протестите се демократска алатка на изразување незадоволство. И јас сум нервозен, верувам дека и вие сте незадоволни, сите ние сме незадоволни од сето тоа што се случува и тука не треба да имаме дилема. Работите ги решаваме и ќе продолжиме да ги решаваме. Многу работи изминативе 9 месеци од како избрана оваа влада се реши. За многу работи оваа влада беше браник да не дозволиме да продолжи понижувањето, разграбувањето, националното уништување на Македонија. И токму тоа е за тие политички глодари проблем кој што сакаат преку овие протести да добијат некој политички поен, па гледаат шанса. Јас апсолутно се придржувам на изразувањето револт и гнев, затоа што уште многу работи пред нас останаа да се решат, но ќе се бориме до последен атом енергија кој што го имаме да исправиме нешто во името на идните генерации кои што доаѓаат. Селективност не смее да има да се истражат сите пропусти на Министерството за внатрешни работи во Кочани, порачаа на денешната пресконференција од опозиционата СДСМ. Пред точно една недела, Македонија ја погоди најтешката трагедија во поновата историја. Изгубивме 59 млади животи. Во тие најтешки моменти, како партија, одлучивме да молчиме и да не политизираме. Решивме да не додаваме сол на раната на семејствата на починатите. Тоа беше одговорно и човечки. Оставивме 7 дена органите на правосудството да покажат дека спроведуваат независна, темелна и пред се неселективна истрага за овој страотен настан. Од првиот ден СДСМ бара сите одговорни, поранешни и сегашни, функционери, службеници и политичари да одговараат согласно законот. СДСМ дава полна поддршка на независна, темелна и неселективна истрага и ги поддржуваме институциите во тоа. Ова гласно го бараат и граѓаните. Но денес, 7 дена подоцна, сме должни да ги поставиме вистинските прашања кои се наметнуваат, за кои, за жал,
нема одговор од надлежните институции. СДСМ и понатаму нема да политизира и нема да печали политички поени на овој настан. Но СДСМ е должен како опозиција да ги постави следниве прашања на кои обвинителството и МВР не даваат одговор. Од денес натаму ќе поставуваме бројни прашања и ќе изнесуваме низ за информации исклучиво засновани на факти и закони. Почитувани граѓани, од досегашниот правец на истрагата, информациите кои се соопштени во јавноста, СДСМ стравува дека оваа истрага ќе биде селективна. Откако министерот Тошковски извести дека првата фаза од истрагата е завршена и се сомничат 32 лица, денес тој и обвинителот Коцевски мора да одговорат на следните легитимни прашања кои се наметнуваат во јавноста. Дали е точно дека ниеден од командирите, инспекторите и раководството на БЈБ и МВР во ОВР Кочани и СВР Штип, кои мора да знаеле што се случува, не се во притвор? Дали и против кој од нив се води истрага? И ако не се води, како е возможно да не се истражуваат лица кои вечерта биле на одговорни позиции со должност и овластување да реагираат, но не го сториле тоа? Дали е точно дека сите 7 вработени во МВР, кои се моментално во притвор, не биле на функции во денот на пожарот во дискотеката? Почитувани граѓани, законот е следен. Законот за јавни собири јасно упатува на тоа за кои јавни собири е одговорна полицијата. Според информациите на овој настан имало 650 луѓе. Согласно законот, полицијата била должна да има оперативни сознанија за настанот и соодветно да го обезбеди овој настан, дури и во случај ако тој не бил пријавен од организаторот. МВР во Кочани тоа не го направиле. Ако МВР постапале согласно законот, ќе имало обезбедено противпожарни бригади, брза помош, соодветен број полициски службеници и сите пропратни безбедносни мерки за ваков тип настани, со што несреќата можела дури и да се превенира. Од снимките вечерта се гледа дека полицијата била присутна во објектот. Ова значи дека знаеле за настанот, но не го обезбедиле соодветно. Со ова се поставува прашањето, дали сите надлежни од МВР таа вечер сториле кривично дело со несторување, односно непостапување. Дали се иземени од одговорност службеници, началници и командири кои вечерта биле на должност. Доколку истрагата во продолжение не ги опфати и нив, СДСМ со својот правен тим ќе поднесе соодветни кривични пријави. Почитувани граѓани, ова е последен повик до институциите. Направете го она што ви е должност. Немојте да терате селективна правда. Токму тоа е она против кое се борат граѓаните. СДСМ ќе продолжи да ги објавува сите детали и да ги поставува сите правно издржани прашања, кои укажуваат на сериозни пропусти и кривични одговорности за лица за кои во моментот нема информации дека се дел од истражната постапка или се во притвор. Целта е една – правда и вистина. Сериозноста бара одговорност, но не и манипулации со трагедијата, реагира од ВМРО ДПМН на пресконференцијата на СДСМ. СДС денес уште еднаш покажа дека за нив нема ништо свет. Ни болка, ни сочувство, ни национална трагедија. Додека целата држава жали, тие се служат со подмолни политички калкулации. Наместо да покажат државнички дух, СДС одбра да поставуваат прашања за кои и самите добро знаат дека се дел од активна истрага, предводена од институции што работат со целиот капацитет и со огромна свесност за големиот интерес на јавноста и општеството за брзи, но праведни резултати. Сепак, ценејќи ја јавност и настојувајќи по секоја цена да го отргнеме и најмалиот сомнеш, јасно истакнуваме дека владата и органите за истрага од првиот момент реагираа. Има веќе голем број на приведени лица, а истрагата продолжува со несмален интензитет. И тоа, за разлика од минатото,
со обиди за откривање на целосната вистина, а не со алиби објаснувања за кабли и шасии како главни виновници за трагедиите што во минатото ни се случуваа. СДС спрашува зошто не се притворени началници, командири, инспектори. Ова не е судење со толпа. Правдата не е циркус, туку процес. Притвор се одредува со докази и правни основи, а не со притисоци од партиски штабови. Главната дилема е зошто истото судство, истото обвинителство, создадено во времето на СДС и ДУИ, денес работи се по голема посветеност. Одговорот е јасен. Затоа што владата денес не се обидува да сокрие, туку да расчисти. Не се издаваат наредби по телефон, не се читаат имења од тефтерчиња и не се прикриваат трагедии со смешни извештаи. Да подсетиме, за време на трагедиите со Беса Транс, Ласкарци, модуларната болница, немаше ниту еден притворен функционер, ниту едно поднесено обвинение. Виновни беа каблите, возачите, времето и никогаш системот. Затоа што системот беше под заштита на Заев и Ахмети. И денес, голем дел од човечката инфраструктура во судството и обвинителството е се уште составен дел од таа мрежа. Станува збор за кадри кои беа поставувани по познати тефтерчиња, кои имаа партиска лојалност, а не професионален интегритет. Но, за разлика од порано, денешната власт не им наредува како да постапуваат, туку бара правда, без разлика кого ќе допре. СДС говори за селективна правда, но токму тие се символот на таа селективност. Не можат да го извадат народот на улица со лаги, затоа што народот добро памети. И токму затоа, сега сакаат да го претворат гневот во политичка стратегија, да го насочат револтот кон владата, надевајки се дека повторно ќе се вратат на власт преку улица, а не преку избори. Апелираме до јавност. Ова не е битка помеѓу партии. Ова е битка за правда. И институциите ќе ја истераат до крај. Ќе има одговорност. И индивидуална, и институционална. Но нема да има дозвола за манипулација, за злоупотреба на жртвите и за ново сценарио за дестабилизација во момент кога државата се обидува да застане на нозе. На самиот крај, ВМРО-ДПМН повикува јавното обвинителство со сериозност да ги земе предвид сите укажувања на јавноста и медиумите. И секаде, каде што постојат реални аргументи и докази за инкриминираност и евентуална одговорност, без разлика на личноста, функцијата или партиската припадност, да постапи соодветно, брзо и во согласно со законот. Се надеваме дека СДС и ДУИ имаат доверба во обвинителството кое самите го избраа и ги повикуваме, како што ја имаа таа доверба при неговиот избор, така и сега да се обратат таму, а не преку пресконференции и политички маневри. Ние ги охрабруваме сите институции да постапуваат строго според законите и моралните начела, без милост кон никого што има директна или индиректна одговорност. Истовремено, очекуваме дека никој нема да создава интриги и манипулации со истрагата со цел владата да биде нападната, бидејќи сме уверени дека ова мора да биде заедничка битка против нечестните, без оглед на партиската припадност, функцијата или етничката основа. Вистинските критики ги почитуваме и апелираме до институциите да ги земат сериозно, да ги анализираат и доколку постои основ да постапат веднаш и доследно. Ова мора да биде пресвртница од која нема враќање. Момент кога општеството ќе се издигне и ќе постави нови темели врз вистински вредности. Во спротивно, државата ќе пропадне. Но веруваме дека со одлучност, посветеност и честен пристап, Македонија ќе победи. Македонија не смее да биде земја каде што животот се купува и продава, порака од Левица. Во ова прво обраќање на политичката партија Левица по страшната трагедија, во овие најтраорни денови во поновата македонска историја, кога ја живееме најголемата колективна болка како нација, уште еднаш изразуваме сочувство до семејствата на загинатите и брзо закрепнување за повредените. Во отсуство на зборови што можат
да ја утешат болката и да ја пополнат празнината, да го побараме тоа што мора да следи, а тоа е одговорност. Сите ја знаеме вистината дека ова не беше судбинска несреќа, туку ова беше трагедија со дозвола, со печат, со потпис, со молчење. И најпосле со постојаност. Судбините трагични кои се врзуваат изминатите години, како оние во модуларната болница во Тетово, како оние со случајот со онкологија. Сите нив ги врзува еден заеднички обидинител, а тоа е корупцијата и неказнивоста. Не смееме да бегаме од вистината дека ова е инцидент кој покажува на системска пресуда на држава во која корупцијата стана поважна од човечкиот живот. Ако не го признаеме тоа, и ако не се соочиме со вистината, дека тука митото е повредно од човечкиот живот, тогаш преку недействување, тек тогаш стануваме сите соучесници. Затоа ова е моментот кога државата мора да покаже дека постои. Институциите мораат да делуваат брзо, ефикасно и без компромис. Ова не е време за калкулации, не е време за политичка агенда и маневри, туку за действија на сите нивоа на власт. Да се осигура безбедноста и да се обезбеди одговорноста. Бараме од владата, од Министерството за внатрешни работи и од обвинителството, како и сите останати надлежни органи, да спроведат сеопфатна, транспарентна и безкомпромисна истрага. Бидејќи јавноста овој пат не останува нема за селективната правда и нема да прифати изговори. Вие сте со дневникот на КТВ, продолжуваме со останатите содржини. Синоќ се случи сообраќајна незгода кај Брушански мост во Кавадарци. Интервенираа екипи на итната медицинска помош и противпожарната единица. Во незгодата со телесни повреди се здобиле 4 лица кои биле згрижени во Кавадаречката болница. Денеска напладне се случи уште една сообраќајна незгода. Возило БМВ беше превртено на кружниот тек кај зградите Белка. Изминатиот период се вршеше реконструкција на пат што води кон село Дабниште во должина од 3300 метри на површина од 13400 метри квадратни, кој опфаќаше комплетно вадење на стариот асфалт, поставување на цевасти пропусти, тампонирање и сега комплетно асфалтирање, информира од локалната самоуправа. Од таму додаваат дека инвестицијата е на владата на Република Македонија во висина од 25 милиони и 200 илјади денари. Општина Кавадарци во континуитет вложува во подобрувањето на условите за предстој на децата во детската градинка Рада Поцева. Во тема на денот во дневникот го представуваме работењето на објектите Сонце и Бамби и се запознаваме со реализираните проекти во изминатиот период овде. Предучилишното воспитание е клучно значење за развојот на секое дете. Тоа е период кога децата започнуваат да се соочуваат во светот на играта, да учат нови вештини, да ги развиваат своите способности и најважно од се да се социализираат со нивните врсници. Овој период има огромно значење и огромно влијание на личноста на детето и на неговите идни успеси во животот. Градинката Рада Поцева го има и најновиот објект Сонце, кој што се наоѓа на улица Ресавска, кој што започна со работа на 17 јануари 2022 година. Овој објект е целосно нов и е опремен по европски стандарди, кој што е со вкупна површина од 2180 метри квадратни, од кои 1145 зафаќа објектот, а 1035 метри квадратни е дворната површина. Капацитетот на објект Сонце е 155 деца, распоредени во 7 воспитни групи. Овој објект е целосно финансиран од Министерството за труд и социјална политика во рамките на проектот за подобрување на социјалните услуги поддржан од Светска банка. Објектот е изграден со најсовремени стандарди за енергетска ефикасност и е опремен со систем за сончеви колектори.
Градинката има 4 влеза, 2 за прием на деца, 1 за храна и 1 за службен влез. Се располага со 2 лифта, 1 за храна и 1 за постелнина. Секоја занимална има собствен санитарен чвор и тераса. Грејењето е со парно на пелети, додека во секоја занимална има и климатизација. Просториите вклучуваат чајна кујна, млечна кујна, перална, канцеларии за персонал, канцеларии за стручни соработници и други помошни простори. Дворната површина од 1035 метри квадратни е комплетно уредена со различни игри и активности за децата, обезбедувајќи простор за развој на нивната креативност и моторика. По отварањето на објектот беа згрижени 160 деца, а бројот на згрижени деца постојано расте. Денес во објект Сонце се згрижени 179 деца. Континуираното одржување на објектот е клучен предуслов за непречено функционирање и обезбедување на најдобри услови за работа на децата. Работното време на градинка Сонце е од 6 часот до 18 часот. Во градинката Сонце децата се распоредени во 7 воспитни групи, од кои една е јаслена возраст од 0 до 2 години, а останатите 6 се групи на деца од 2 до 6 години. За нив се грижи воспитно-згрижувачки кадар, кој вклучува 5 воспитувачи и 12 негователи. Внатрешниот простор на сите занимални е опремен со современ мебел, играчки и дидактички материјали, кои редовно се надополнуваат секоја година. Воспитувачите и негователите секојдневно се посветени на естетското уредување на просторот. Тие цело време го надополнуваат во зависност од сезоните и воспитните содржини од работата за работа од ран детски развој. Во објектот се наоѓа и сензорна соба, која е донирана од Германското друштво за меѓународна соработка ГИС, во рамките на проектот Социјално вклучување на ранливите групи на Западен Балкан, со поддршка од ЗЕЛС и во партнерство со Општина Кавадарци. Сензорната соба е достапна за сите деца и со неа работи дефектолог кој е рехабилитатор, едукатор. Објектот Сонце е модерен и ефикасен простор, создаден за да ги задоволи потребите на најмладите и да обезбеди најдобри услови за нивниот развој. Објект Бамби е во склоп на детска градинка Рада Поцева Сонце, кој што се наоѓа во село Дреново, кој што е отворен 2024 година со преадаптација на дел од просториите на здравствена ординација, кој што е целосно адаптиран и опремен согласно правилникот за стандарди и нормативи за вршење на дејност од страна на локалната самоуправа. Овој објект е во рамките на проектот за рурални средини на Министерството за социјална политика, демографија и млади. Објектот има капацитет од 20 деца, со вкупна површина на внатрешен простор 86 метри квадратни и дворна површина од 98 метри квадратни. Општина Кавадарци се истакнува како лидер во создавање на квалитетни и современи услови за своите граѓани, особено кога станува збор за образование и благосостојба на децата. Пример за тоа е изградбата на новиот објект на детска градинка Сонце, кој е вистинска потврда за посветеноста на општината во развојот на предучилишното воспитание и во обезбедувањето на најдобри услови за најмладите. Благодарност до Општина Кавадарци за неуморната заложба, за создавање услови, за воспитание и инвестирање во иднината на своите најмлади, децата. Посветеноста на општината и јавната установа Рада Поцева овозможува кавадарчани да бидат горди на високите стандарди кои ги имаме поставено во делот на воспитно-образовната дејност. Продолжуваме со дневникот. Општина Неготино меѓу првите во Македонија презеде активности за справување со посебните текови на отпад, да ја подигне свеста на населението за реупотреба и селекција на отпад и да обезбеди поголема достапност за граѓаните за депонирање на текстилен отпад. За таа цел општина Неготино во соработка со компанијата Екотекс Груп од Скопје обезбеди специјализирани контејнери за собирање на текстилен отпад во кои граѓаните ќе можат се она што не им е потребно од текстил да го депонираат во овие контејнери кои се доделени на ЈП Комуналец, а се поставени на 5 локации во Неготино и тоа кај Градски музеј, пред Црвен крст во населба Саат Кула, пред 11 катницата и кај автобуската постојка на улицата Маршал Тито, кај Ветшоп во Неготино, информираат од локалната самоуправа. Сите градинки, училишта, културни домови и спортски сали се безбедни, велат од заедницата на единици на локалната самоуправа ЗЕЛС
по спроведените вонредни контроли. Контролата следеше по пожарот во Кочанската дискотека на смртта Пулс на 16 март, во кој загинаа 59 лица, меѓу кои 6 деца, речиси 200 беа повредени, од кои 25 деца. Се одржа управен одбор на ЗЕЛС, на кој што освен членовите на ЗЕЛС присуствува и градоначалници од државата, кои што се градоначалници на некои од поголемите градови. Она што беше констатирано од наша страна е околу вонредните инспекции, најпрво на објектите од јавен карактер, кои што изминативе денови се случија ширум Македонија во сите општини. Можеме да кажеме слободно како градоначалници по извршените контроли на сите училишта, градинки, јавни установи, културни домови, спортски сали, односно секаде каде што најпрво се згрижуваат, се собираат на настани нашите најмлади, нашите деца, се објекти кои што се безбедни и да бидат спокојни граѓаните околу тој дел. Инспекциите ќе продолжат и во наредниот период, не само во делот на градинките, училиштата и сите објекти од јавен карактер, туку денеска ќе дадеме како ЗЕЛС и препорака до сите општини да се направат и строги контроли до сите стамбени згради во рамките на општините од една страна и од друга страна исто така под темелни контроли да подлежат сите урбани опреми кои што се поставени во рамки на една општина, што значи дека во наредниот период ќе има практично секаде инспектори на терен. Она што го констатиравме заеднички е дека, а и веќе го најави вчера, при координација и комуникација со многу мои колеги, заклучивме дека во одредени општини недостасуваат инспекторски служби и сето тоа ќе биде надминато со меѓусебна координација во наредниот период, односно спроведување на меѓуопштинска соработка помеѓу две општини или помеѓу три општини, доколку тоа е потребно, се со цел и последниот објект во државата да биде проверен, но и да биде пред се безбеден. Јас знам дека ова е исклучително сензитивен период за сите нас како народ во оваа земја, но мораме да порачаме да граѓаните веруваат во нас како институции, да веруваат во локалната самоуправа. Ние сме дел од групата од градоначалниците кои што заедно ќе ги направат промените во овој систем. Донесовме заклучок како ЗЕЛС да сите оние настани јавни кои што биле планирани од страна на локалните самоуправи во наредниот период, нашата препорака е до градоначалниците, до директорите на училиштата, до директорите на јавните установи да бидат откажани или да се најде соодветна замена за начин на интерпретација на тие настани. Еден од предлозите беше да во чест на оние жртви, на оние млади лица кои што ги изгубија своите животи, за жал бидат засадени дрва во наредниот период ширум државата, на тој начин да оддадеме почит према нив. Малопродажната цена на бензинот Евросупер БС 95 се зголемува за половина денар по литар, додека малопродажната цена на бензинот Евросупер БС 98 се зголемува за 1 денар по литар. Малопродажната цена на дизелот се намалува за половина денар по литар. Малопродажната цена на екстра лесното масло за домакинство не се менува. Малопродажната цена на мазутот се намалува за 0,59 денари по килограм и сега ќе изнесува 40,7 денари по килограм. Продолжуваме со спортот. Од утре продолжуваат ракометните и кошаркарските надпревари. Ракометарите на Тиквеш го пречекуваат Борец Бисинов, а кошаркарите на Тиквеш Голден Игла му гостуваат на Вардар. Трагедијата во Кочани го смени живеењето во нашата Македонија во сите сфери. Тагуваа сите, а сите настани и манифестации беа ставени во статус-кво позиција. И спортските федерации во знак на почит кон жртвите од трагедијата ги пролонгираа сите надпревари и редовни кола.
Ракометарите од утре се враќаат во салите и ќе го одиграат последното 22 коло од регуларниот дел. Ова коло нема некој резултатско значење, бидејќи веќе се познати екипите кои ќе играат во плејофот и плејаутот, а недостасува само која екипа со колку бодови ќе го стартува разигрувањето. Бутел е фаворит во скопската пресметка со Пролет. Вардар има лесна задача на домашен терен против Струга, а во пелагониската пресметка Еврофарм Пелистер не смее да загуби на гостувањето кај Прилеп. Утре, вторник, од 17 часот, во салата Јасмин, Тиквеш ке го нагости тимот на Бисинов борец од Велес и со победа ќе пренесе 1 бод во разигрувањето како и Охрид. Во среда во дербито на дното, Радовиш ке го нагости Куманово, а во дербито на ова коло, Алкалоид е домакин на Охрид. И кошаркарите ќе ги продолжат своите надпревари со доигрување на двете средби од 20-тото коло. Да се подсетиме на резултатите од досега одиграните надпревари од ова коло. МЗТ-ТФТ 74-68, Феникс Кожув 72-80, Чаир Пелистер 64-69 и Шкупи Гостивар 90-79. Утре треба да се одигра надпреварот помеѓу Вардар и Тиквеш Голден Игл. Кавадарчани едноставно мора да победат, доколку сакаат да ги задржат математичките шанси за плејофот. Колото ќе се затвори во среда со надпреварот помеѓу Работнички и Куманово. Денеска во просториите на Ракометната федерација беше извршена ждрепка за елиминацијското коло во Купот на Македонија. ГРК Тиквеш за противник го доби Јехона. Надпреварите од елиминациите се на програмата следниот викенд, пошто 13 екипи ќе им се придружат на веќе пласираните 3 во групната фаза што ќе се игра на 26-27 април. ГРК Тиквеш 2014. РК Јехона. Што значи по завршеното излекување? Ги имаме следните 13 двојки. Екипата на РК Аеродром против екипата на РК Македонија Ѓорче Петров, екипата на РК Мулти Есенс против екипата на СРК Преспа Вардар, екипата на РК Текстилец против екипата на РК Прилеп, РК Бутел Скопје против РК Металург РА, РК Радовиш против РК Скопје, РК Кичево 2020, РК Пролет 62, ГРК Овче поле 1958 против РК Фруитленд Борец, ГРК Охрид против РК Шампион, ГРК Тиквеш 2014, РК Јехона, МРК Куманово, РК Астрајон Хендбол, РК Младост 1977, РК Струга, РК Вардар Неготино, РК Партизан 2016 Спорт и последната двојка, РК Еврофарм Пелистер 2 против екипата на РК Драчево. Победниците од овие дуели ќе им се приклучат на останатите 3 екипи и при што ќе се формираат 4 групи по 4 екипи. Излекувањето ќе го закажеме неделата пред терминот за одржување на овие надпревари. Им посакуваме среќа на екипите. Утре променлива облачност со повремени локални врнежи од дожд, ќе дува умерен јужен ветер. До крајот на оваа седмица времето ќе биде променлива облачност со повремени врнежи од дожд. На места процесите ќе бидат поинтензивни со пообилен пороен дожд, појава на грмежи и силен ветер над 60 км на час. Во овој период локално се очекува да наврне поголема количина на дожд над 60 литри на метар квадратен, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Со временската прогноза завршуваме. Благодарам за вниманието и довербата. Имајте пријатни мигови.